Непочитувањето на работничките права сега е причина за да газдите мака мачат да најдат работници, бидејќи половина се веќе во странство. Анкетираните штипјани истакнува дека со високиот стандард, сега само плата од 800 евра би била примамлива за младите да останат во државата. Велат времето се менува, па ако некогаш работникот молчел, сега е обратно, бидејќи светот стана достапен за секого. Па не ги плаќа како робови беа, и недели им работија и се. А сега? Па сега избегаа половинта им избегаа и затоа немат. Не. Кој го знае што ќе биде? Па не се платени тука другари, сите беат нагоре. Кој по Хрватска, кој Словенија, кој Италија, кој Германија и така. Двајца по 800, 1600, ја верувам дека не би требало никој да се повлечува нагоре. Дури може од таму навака да се повлечат. Дома да. Од дома има ли поубаво? Нема поубаво. Дома си е дома. Поубаво здраве. Меѓутоа, Некој на страна. да, имам ја ќерка во Италија, што апсолутно не замислува да се врати. За тоа што младите си бегат у странство, тука ги има неправди, не ги плаќат, слабо ги плаќат или да речем по 500 евра да земат. Доволно. Младите са младите зборува. И тоа со средно. Причина, они си ја знаат. Доколку млад брачен пар би зимал околу 800 евра месечна плата, одлично би се живеало во Македонија, додаваат граѓаните. Секој што отидол не се врнал. Па видимо, тука треба најмалку 800 до 1000 евра. Тек тога нема да се повлечува народ. Во согласно со ситуацијата, она што дополнително останува е тоа колку работодавачите ќе нудат добри можности за да младите остануваат во државата.